Веселите, уфорични и блескави предновогодишни забави неретко знаат да добијат мрачна страна. Комбинацијата од алкохол и автомобил подсетува дека една погрешна одлука позади воланот може да заврши трагично, додека бројките од фаталните несреќи, најчесто предизвикани под дејство на алкохол, предупредуваат, надлежните апелираат: ако не пиеш вози, ако пиеш викни си такси. Алкохолот е една од трите главни причини за големи сообраќајни несреќи со човечки жртви. Не ризикувајте, не се работи за тоа дали некој ќе ве казни или нема да ве казни, дали некој ќе види дека сте испиле или не сте испиле, туку вие да не се ставате во ситуација да ризикувате, да го ризикувате вашиот живот и животот на останатите. Уште еднош апел до сите возачи: не возите дека пиете и не пиете дека возите. Памет во глава апелираат и граѓаните. Велат изминативе години биле сведоци на секакви случаи во сообраќајот предизвикани од алкохолот. Наместо еуфоријата, велат, возачите нека ги води помислата дека дома некој ги чека. Уопште да не седнуе позади волан. И лепо фино има такси, братче. И безбедно да си стигнеш дома, пошто увек дома има некој што те сака и што те мисли. Ако пиеш, пи, немој да возиш. Ако возиш, немој да пиеш. Да не пијат или да не возат. Значи, ризично е. Видовме колку сообраќајки имаше поради тоа и нека памет у глава, затоа што го ризикуваат и својот живот, а и животот на, нели? Не препорачувам да се консумират ниту капка алкохол, само лоши нешта се дешават со тоа. Во меѓувреме, голем дел од оние кои ги анкетиравме се уште размислуваат дали ќе бидат дел од предновогодишните забави, кои, иако има уште најмалку 3 седмици до новата година, всушност веќе и почнаа. Некои велат таквите собиранки станале луксус, за други пак е одлична можност за дружба. Генерално секој излегување сега е прескапо, не мора да значи дека е само околу Нова година, али да, околу Нова година има и влезници и покачување на цени. И да, ја мислам дека е луксус, особено за младите во Македонија. Кога ќе влезеш во ресторан, прво земи го менито, зашто ќе паднеш у несвест. А со пензијата моја може и да паднам у несвест. Како иде инфлација, сигурно е поскупо за разлика од лани. Убаво е да се видиме целата година што сме работеле, да се окружиме, да споделиме добро, па се дели сметката. Така да, ќе се остави бакшиши за келнерите. И скапо, и да ги кажам индивидуално, јас немам навита. Да се вози внимателно и без алкохол апелираат и од МВР, кои посочија дека на улиците ќе има засилени полициски контроли. Тие воедно посочија дека и во тест периодот на Safe City веќе се забележува сериозен позитивен тренд каде возачите стануваат повнимателни, односно велат, драстично е намален бројот на прекршоци.